Во тек е пробата за предстојниот концерт Најдоброто од Копров во рамки на Скопско лето. Горан Наумовски како проектен координатор на овој извонреден концерт кој што уште сега привлекува голем интерес кај публиката, може ли да ни кажете што секе може да слушне публиката и каков ќе биде концептот на ова, верувам, прекрасна музичка вечер? Па пред се голема благодарност до Скопско лето што ни овозможија да изреализираме оваа идеја заедно со Полифонија. Ова е еден вид на едно музичко патување низ творештвото на Копров и мене многу ми е драго што имаме можност, значи, да направиме еден трибют додека некој е жив. Обично во светот прават трибјути од кога некој веќе ќе замине од овој свет, меѓутоа многу ми е кеф, да кажам, што Копров е тука, што се уште работи активно и ќе биде присутен овој настан. Ќе бидат изведени најубавите хитови од Копров. Оние што веќе сите ги знаеме: Лидуду, Остани во мене, Не зори зоро, Сребрени улици и многу други хитови од Тоше. Така да мислам дека публиката навистина ќе ужива. Може ли, Горан, да ни кажете кој се ќе биде дел од овој концерт, освен Ана Петановска, која што секако ќе го има носечкиот дел и ќе ги изведе најголемиот број од овие композиции? На концертот ќе се појават и други незини колеги. Па првичната идеја беше Ана да е концерт на Ана, меѓутоа со Копров, во разговор со Копров, он си изјави дека голема желба му е Владо Јаневски да биде, така да на огромно задоволство наше Владо ќе биде присутен, ќе изведе неколку од неговите најголеми хитови од тоа време од Копров. Наде Талевска исто, јас ќе изведам една песна, Денис Димовски и нормално Ана Петановска. Спомнав дека пробите интензивно се во тек, секојдневно. Бендот е тука, оркестарот кој што ќе ги следи сите, ќе ве следи сите вас, музичарите кои што ќе настапите на сцената. Како течат пробите? Па добро, во тек е сега местење на големата сцена. Ова би била првична проба, значи, овдека на големата сцена. Се е под контрола сега за сега. Ете, имаме уште 3 дена до концертот. Се надевам се ќе биде во ред. Ана вчера се врати од Црна Гора, пристигна од Тиват, каде што настапуваше на Бисер Јадрана и каде што се закити со награда. Па пред да те прашам било што за предстојниот концерт, дозволи да ти ја честитам ова твоја награда и да ти посакам секако уште многу други успешни настапи. Ви благодарам од срце, навистина беше еден преубав настан и морам да кажам дека малку, мислам, не е неочекувано, меѓутоа, мислам, неочекувано не беше од аспект дека навистина се потрудивме околу песната и навистина дадовме душа во продуктот и секако навистина немаше да ни менува дали нели не отидовме со мотото да победиме по секоја цена или по секоја цена да има награда. Навистина многу прекрасно беше чувството и мене ми е еден огромен, мислам дека многу навистина преубаво се чувствувам заради наградата и многу ми дојде драго и мило и бев во шок. Мислам дека тие неколку часа, затоа што толку ми беше вау момент, ми беше толку, мислам, од толку и држави и земји и се и такво признание. Навистина сум многу ми е чест и задоволство огромно. Во однос на баш вчера и буквално пред неколку часа речи си се вративме и навистина еве забавно и сега почнуваме со адреналинот, веќе почнува за 4 јули, за се припремаме полека за пробата и тоа е тоа. Супер. Тоа значи дека практично немаше многу време да се одмориш. Веднаш се врати на овие активности. Твојот моќен и прекрасен вокал што ја освои публиката во Црна Гора, ќе имаме можност и ние да го слушаме на концертот посветен на Григор Копров, Најдоброто од Копров на 4 јули. Како ги доживуваш песните од Григор Копров со оглед дека си многу млада, тоа се песни од некое друго време, песни кои што веројатно ги пееле твоите родители и некои други генерации, а ти сега имаш таква чест и одговорност да ги донесеш повторно на сцена. Така, апсолутно, баш правилно кажано, навистина, мислам, баш така како што се чувствувам, баш ми е огромна чест и огромна одговорност во однос на песните чувствувам. Баш заради тоа што сум, да речам, како пеач сум медиум,
на едно сосема друго време, медиум на тие песни кои што биле од буквално читаво богатство од некои златни времиња, да речам, на музиката, и како што сега си има, нели, сегашноста си има некој посебен белег, тие се песни белези на некои прошли генерации, особено периодот со Тоше, кој што ние сите го сакаме и го слушаме неизмерно, Маја Оджаклиевска, значи Владо Јаневски, имиња кои што навистина биле многу присутни на сцената и се огромен дел од нашата македонска естрадна сцена, и ми е голема одговорност, тоа морам да кажам првенствено, а и се повеќе и повеќе навистина ги доживувам како се доближувам до, да речам, до чувствување на песните се повеќе и повеќе, затоа што во целост некако и се запознавам со луѓето кои што ги изведувале и биле дел од тоа едно време, и некако се повеќе и повеќе се доближувам до тоа колку всушност значеле тие песни некогаш, а и сега. И сега тоа ми е навистина исто и многу драго што се едноставно се одржува во еден циклус, да не се заборави, некако невозможно е да се заборави баш од толкавата вредност која што ја донеле на сцената и општо на, да речем, на добросостојбата, заради тоа што се секогаш супер да се слушаат, и ми представува навистина задоволство преголемо. А задоволство преголемо ќе биде и да те слушаме во салата на Македонската опера и балет на 4 јули. Ана, ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам повторно да блеснеш на сцената и повторно да не магепсаш сите со твојот убав глас и со безвременските хитови на Копров. Ви благодарам од срце, ве поканувам сите оние кои што сте во можност да го проследиме да ја проследиме убавата предвидена програма за најдоброто од Копров, сите кои што се фанови на овие неколку песни кои што се веќе на плафоните и на медиумите како репертоар. Уживајте, ви посакувам многу убави престојни денови до сега. Ние малку ќе бидеме во еден минимален грч, ама и со голема одговорност секако тоа за да испадне се супер, и ви благодарам премногу на вашето издвоено време и се гледаме. Thanks.